Добро, денеска сме овдека во еден производен погон кој што е дел од прехранбената индустрија, повеќе од би рекол 230-240 вработени има овдека, 230-240 семејства се прехрануваат практично од овој производствен погон. Она кое што можам да го заклучаме дека навистина кога човек има визија, кога човек има желба и кога човек се грижи за луѓето, може да постигне многу и за самиот себе, за сопственото семејство, но исто така и за овие семејства кои што овдека практично од овој производен погон ги ранат своите семејства. Ова се современите херои, тоа сум го повторил во многу наврати во минатото. Ова се луѓето кои што треба да им се честита, да се симне капата пред нив и да им се овозможи што подобри услови за стопанисување, за да можат што повеќе луѓе да вработуваат, а со тоа да расте и нивниот семеен бизнес, би рекол, и да може да остваруваат поголеми приходи и да вложуваат во ширење. За жал, ситуацијата во нашата Македонија во моментот не е таква, односно ситуацијата е, судејќи според економските параметри, е катастрофална. Отсуство на визија, отсуство на стратегија, она кое што адхок се нуди како решение практично представува поголем проблем отколку решение, и вистинската помош за овие луѓе кои што мачат од први до први да обезбедат приход за вработените, да го одржат во кондиција својот бизнис, навистина станува проблем и отсуствува таа вистинска поддршка. Затоа би сакал да ги охрабрам, затоа и ова наша посета во овие производни погони, дека не е се загубено, дека доправа доаѓаат подобрите времења и за Македонија, и за нив, и за, би рекол, граѓаните во Македонија. Не треба да се разочаруваме, не треба да губиме надеж, напротив, треба да останеме оптимисти, бидејќи доаѓа крајот на оваа неспособна, би рекол, ненародна и влада која што нема решение за ниту еден проблем, освен со тоа што се занимава со многу корупција, со многу криминал и ја закова нашата држава убедливо на врвот по нивото на корупција и криминал во регионот и ја закова убедливо на дното по нивото на економски раст, странски инвестиции, домашни бруто инвестиции кои што се убедливо најмали во рамките на овие 30 години независност, дури се помали од она, би рекол, кризна 2001 година. Така што, да завршам, да поентирам, ја стегам раката пред ваков тип на луѓе кои што со многу мака, со многу откажување успеваат да го одржат сопствениот бизнис, да дадат плата на повеќе од 230-240 вработени, и ние како ВМРО-ДПМНЕ, како политичка партија, јас како човек и во иднина ќе се залагам нивниот бизнис да расте и да расте бројот на вработени наши сограѓани. Ако имате прашање, повелете. Премиерот Заев најави нов можен договор со соседна Бугарија. Имате информации за што станува збор? Јас не сум слушнал дека он најавил нов можен договор. Во текот на вчерашниот ден слушнав дека планот на активностите практично бил готов. Мислам дека македонската јавност заслужува да знае кој е тој план на активности, бидејќи од самиот почеток велиме дека нов документ, нов договор или анекс на договорот или меморандум на разбирање, или веќе не знам како ќе го нарече Зоран Заев, Димитров и Османи, е на маса и е на барање на нашиот источен сосед. Така што македонската јавност, вие како медиуми, треба час поскоро на македонската јавност да го обезбедите текстот на овој план на активности, да видиме што опфаќа таму, затоа што според нашите информации покрај идентитетските прашања, кои што опфаќаат македонската традиција, македонските обичаи, македонскиот јазик, македонската историја, македонските дејци, македонските револуционери, има многу и бизнис, би рекол, работи кои што се дел од тој договор или план на активности кој што е на маса. Кога двојецот Бучковски и Заев преговара, тогаш се спрема нова катаклизма, нова катастрофа, економско цунами, но истовремено и би рекол национална катастрофа. Така да треба повторно да бидеме будни, да овој период не го искористат овие двајца да распродадат тоа кое што и малку остана за државата. Така што, еве, ја ве охрабрувам вас како медиумите да го најдете овој текст на договорот и овој текст на договорот да го презентирате пред македонските граѓани. За жал, ни се спрема нова национална катастрофа и економско цунами и катаклизма кога двојецот Заев, Бучковски преговари и одлучува за еднината на овие граѓани. Барем такво беше искуството во минатото. За измените кои што ги предлага политичката партија БЕСА во личните карти, вие начелно дадовте поддршка.
Рековте дека имате предложен еден амандман, што доколку не биде прифатен таквиот амандман, дали ќе го поддржите овој закон? Исто така од Левица велат дека со ваквите измени Македонија се сведува на обична територија составена од етникуми, а со тоа и се разбива македонската нација. Деновиве и вас ве обвинуваат за поддршката на овој закон. Кој е вашиот коментар? Смешно и небулозно е да се дават такви квалификации за македонскиот народ и македонската нација која што е притисната, угнетена и нација која што е доведена и народ кој што е доведен до практично со грбот до зид. Еве има таму професори универзитетски во тие политички партии, нека ги земат формуларите на универзитетите каде што студентите се пријавуваат и нека прочитаат дали се идентификува практично националната припадност на студентот кој што се запишува на универзитетите. Така што јас навистина не можам ништо повеќе да кажам од следново. Во јавноста постои информација која што е на ниво на би рекол политичка калкулација, тоа е дека прва и основна точка на политички договор помеѓу СДСМ и БЕСА била токму оваа измена во личните карти, односно враќање на старото решение пред подпишување на Преспанскиот договор, кога се брише практично националност и се додава државјанство, односно граѓани на државата со новата придавка. Тоа е едно. Понатаму, откако се формира новата влада, доаѓа до политички, би рекол, консултации помеѓу владините партнери, БЕС и СДСМ, и откако е направена консултација со дипломатски представник на една соседна држава, СДСМ и раководството ретерира од овој претходен договор кој што го има со политичката партија БЕСА, бидејќи јасно им е ставено до знаење од тој дипломатски представник на раководството на СДСМ дека тоа би значило, цитирам, breach of the agreement, или преведено на македонски јазик, тоа би значило прекршување на договорот. Откако се соочиле со таа вистина, почнуваат да бараат спаринг партнери на политичката сцена кои што наместо нив ќе одиграат улогата на кочничари на ова решение. И од тука се појавуваат определени политички партии кои што сега нас не убедуваат дека ние треба да создадеме нова нација која што ќе се идентификува со граѓанскиот концепт граѓани на државата со новата придавка. Не, јас сакам во мојата лична карта да стои мојата нација, македонската нација, бидејќи јас сум македонец и сакам да се идентификувам како македонец и навистина тука не гледам ништо лошо, ништо спротивно од тоа кое што е вековна заложба на овој народ и граѓаните кои што себе си се идентификуваат по род македонци и сакаат во нивните документи, патни исправи да стои дека се македонци, а не граѓани на државата со новата придавка и новото име и на тој начин да создаваме вештачка нација. Така што ова е отприлика она кое што е реалноста и кое што е поврзано, би рекол, со оваа политичка гимнастика и акробација која што денеска се случува, а го најави Зоран Заев за време на пратеничките прашања на 30 декември, кога преку едно реторичко прашање јасно кажа дека пред изборите обезбедувал логистика, спонзорирал и практично преговарал со така наречените кукавички јајца во опозицијата. Така што отприлика тука би завршил и јас не гледам ништо страшно во тоа, ниту пак гледам ништо спорно во тоа да во мојата лична карта, патна исправа, стои мојот идентитет како македонец, односно мојата национална припадност дека сум дел од македонскиот народ, имајќи преди дека овој народ не само што со векови е парче на спарчуван и угнетуван, туку гледаме и денеска повторно овие политичари за да ја спасуваат својата политичка кариера и политичка кожа, се обидуваат на секој начин да прават политичка гимнастика и дополнително да го уништуваат нашето македонско национално достоинство. Ако можат студентите себе си во формуларите на факултетите да ја запишуваат својата нација, затоа што се горди на својата нација, зошто јас во мојот документ за идентификација и зошто во мојата патна исправа да не стои тоа, туку да формираме една нова вештачка нација која што ќе биде граѓанин на државата со новата придавка. Ако го одбијат амандманот кој што е предложен од ваша страна, ќе гласате? Нема да гласам. И уште едно прашање, ако може за петиот економски пакет кој што денеска владата ќе го презентира, отприлика се знаат главните мерки во овој пакет, кој е вашиот? Помош за стопанството и за граѓаните нема.
од тоа што досега беше кажано, а беше потрошено на грбот на граѓаните 1 милиарда евра, самиот Фатмир Битики кажа дека помошта била за граѓаните и за стопанството не повеќе од 350 милиони евра. Се поставува прашањето каде отидоа овие останати 650 милиони евра. И кој ги покраде? И да не ни е потоа чудно зошто сме на 111-тото место на скалата на Транспарентност Интернационал, односно куќата која што практично го мери нивото на корупција и криминал во една држава. Она кое што го добив како информација, која што е содржано во овој пакет, се неколку параметри кои што би ги коментирал еве денеска како дел од оваа моја изјава. Најпрвен тука би започнал со оние 300 милиони денари кои што треба да ги добијат тутунопроизводителите или тутунарите, бидејќи минатата недела во четвртокот имав состанок со една група на луѓе кои што практично преку тутунот ги прехрануваат своите семејства и тие вака тоа ми го пренесоа и ми го кажаат, како ја им кажав, дека еве владата предвидела околу 5 милиони евра, 300 милиони денари за нив. И таму немаше етничка припадност. Таму беа и македонци, беа и албанци, беа и турци, беа и роми, буквално од повеќе различни етникуми, но има една мака, а тоа е дека нивниот род останува непродаден, нивниот род останува платен со убедливо најниската цена, велат вака беше последен пат 2005 година, и сега некој дополнително сака да ги понижи и омаловажи со тоа што ќе даде подршка од 300 милиони денари, или они како што велат 10 денари од килограм, при историски најниската откупна цена, која што се движи меѓу 120 и 140 денари за килограм, и при историски најслабото калибрирање или оценување на класата на тутунот, незапаметено до сега, од 2005 година па до ден денеска. Така што ниту го прифатија предлогот на ВМРО ДПМН за дуплирање, би рекол, на субвенцијата која што изнесуваше 1 евро по продаден килограм тутун. Ниту го прифатија предлогот на ВМРО ДПМН веднаш да биде укинат делот од законот каде што се дозволува увоз на тутун се додека не биде продаден тутунот на тутунарите кои што е во амбарите. И денеска дополнително продолжуваат да ги навредуваат со тоа што на секој еден ќе дадат 10 денари подршка за продаден килограм тутун, и при тоа министерот ќе им каже на изјава за локална телевизија дека не знае по кој критериум ќе бидат делени овие пари. Тоа е поврзано со поддршката за тутунарите, ќе ве потсетам, повеќе од 20.000 семејства се прехрануваат затоа што го произведуваат ова, би рекле, жолто злато, кое што е традиционално во еден огромен дел од територијата на Македонија. Реков, повеќе од 20.000 семејства. Втората работа која што сакам да коментирам, а тоа е поддршката на стопанствениците и на компаниите, со тоа што најпрво ќе велеа дека ќе дадат бескаматни кредити, за да може стопанствениците да ги подигнат, а потоа тие да ги искористат за поддршка на нивниот бизнис, а потоа под притисок на опозицијата и јавноста додадоа во месеците февруари и март дека во зависност од падот на приходите на компаниите ќе дават дополнителна стимулација за вработените, односно стимулација на личниот доход, започнувајќи од 14.500 денари за најмалиот пад на прометот од 30% до 21 и нешто илјади денари за поголем пад од 80%. И тоа конечно го поздравувам, и тоа треба да продолжи во текот на целата година, не само за месеците февруари и март, туку треба да продолжи и ретроактивно за месец јануари, но и во текот на целата 2021 година, очигледно, која што исто така ќе биде кризна година за македонската економија и за македонското стопанство. Но не можам никако да ги прифатам овие акробации, бидејќи создаваат еден вид несигурност во бизнисот и луѓето практично не може да ги планираат своите бизнис планови на правилен начин. Бидејќи носиме решенија под притисоци, носиме адхок решенија денес за утре, наместо да имаме еден предвидлив период пред нас и период кога навистина ќе можат сите овие бизнисмени, луѓе кои што стопанисуваат и обезбедуваат плата, да го планираат својот бизнис и така на тој начин да ги планираат приходите за вработените. Никаде не видов интензивна реализација на капиталните инвестиции, што е суштински важна. Не се гледа каде ќе се градат патишта, не се гледа каде ќе се реновираат болници, не се гледа каде ќе се инвестира во канализации, не се гледа каде ќе се инвестира во водоводи, во театри,
во културни институции, нови градинки и така натаму, реализацијата на капиталните инвестиции никаде не ја гледаме, што е основна, би рекол, за раст на економијата и поддршка на стопанството и бизнисот. Тоа во овој пети пакет, како е наречен, не го гледам. Наспроти тоа се обидуваат повторно, би рекол, со ниски кампањи да играат на ставот дека еве ќе ги избришеме долговите што ги имале граѓаните кон комуналните предпријатија, ако основниот долг го платат во, сега таму не е јасно, има какафонија, би рекол, и различен тип на информации кои што стигаат до мене на 6 и 12 рати, зависи која е конечната и последна верзија. И јас тука го поставам прашањето во ред, одлично, треба да им се помогне на луѓето, треба да им се дадат и повеќе рати за да ги платат долговите, не само кон комуналните предпријатија, туку и долговите кои што ги имаат граѓаните, но што со оние граѓани кои што редовно ги сервисираат своите обврски? Зошто тие се изоставени во овој, би рекол, пети пакет? Ние како ВМРО ДПМН амандмански ќе интервенираме во предлог законот кој што ќе дојде во рамки на Комисијата за финансирање буџет и за оние граѓани кои што редовно ги плаќаат обврските, да има определени повластувања, да има определени ваучери кои што понатаму може да ги користат за плаќање на нови обврски. Така што неразвоен пети пакет кој што нема да одговори на потребите на стопанството и граѓаните во намера во која што тие очекуваат. Но сосема на крај ќе заклучам и тука нема повеќе да го коментирам се дека и официјално не го слушнеме, подобро да дојде, да нешто имаме назад во стопанството и граѓаните, отколку вака како што тргна само да плячкаат и да ја полна државата со криминал и со корупција. Мицкоски, може ли коментари за вработувањето во државните институции на кадри, да речеме, со несоодветно образование, последно во низата во Фондот за здравствено осигурување, советник со завршена ликовна уметност? Дури вице-премиерот задолжен за корупција вели дека е нелогичен огласот. Дали гледате простор за вдомување на партиски кадри или нешто друго? Со тој или вице-премиери, со овој премиери, со овие луѓе, све ќе делува логично. Све ќе делува логично. Еве, погледајте компанијата, чиј собственик е неговиот брат, колкави се растот на приходите и профитот, споредено 18-та со 19-та година и видете дали тоа ви е логично. И на што се должи тоа? Поставете му го прашањето. На успешното работење? Еве, погледате дали е тоа логично. Споредете таа компанија, чијето собственик е неговиот брат, какви имала приходи во 2018 година, колкав бил профитот во 2018 година и како магично во 2019 година профитот се зголемил за цели 2100%. Еве, поставете го тоа прашање на овој кој што се нарекува себе си вице-премиер за справување со корупцијата и ќе добиете логичен или нелогичен одговор. Затоа сме последни во регионот, по број на вакцинирани луѓе, затоа служиме за подсмев, затоа ни се случува да сме 111-тото место по нивото на корупција и криминал и уште многу нелогични работи кои што некому ќе изгледаат логични ќе ни се случуваат, а посебно на овој би рекол министер за борба против корупција и криминал. Треба од дома да почне да се бори со корупцијата и криминалот кој што дома го има, за да можеме ние како граѓани да му веруваме и да имаме доверба. Се додека тоа не е така, не можеме да му имаме доверба. Еве, проверете медиумите, проверете компанијата колкав е растот на профитот споредено со 18-та и 19-та година. И приходите и профитот. Профитот пораснал за рекордни 2100%. И тоа ќе го добиете одговорот што е логично, што не е логично оваа држава. Мора подитно да се заменат овие луѓе неспособни и државата да ја зема до своји раце луѓе кои што знаат како, за да можеме да ја доведеме онаму каде што е место, а не да служиме за подсмев. Најавите ново парламентарно мнозинство, меѓутоа другите парламентарни партии не прифаќаат дека имаат било какви консултации со ВМРО. Дали има нешто конкретно? И второто прашање во врска со иницијативата за укинување на законот за попис, има нешто конкретно и докаде? Да, што се однесува до законот за попис и иницијативата за укинување на законот за попис, имаме активности веќе започнувајќи од овој викенд, сабота, недела и така натаму, но ќе биде јавноста благовремено информирана преку партиска пресконференција, еве да не излегувам јас пред време. И цениме посебно после овие последни изјави на овој директоров кој што вчера се извинува, па се колне, не живи мајка, не мислев така, мислев вака и така натаму и така натаму.
само се потврдува дека станува збор за обичен театар, шарада и операција која што нема никаква врска со статистиката, туку барем да не ги малтретираат луѓето, нека ги кажат процентиве кои што треба да бидат и на луѓево и на домакинствата и така натаму, за да можеме еве да не го слушаме овој срам кој што секојдневно се посипуваат владините, би рекол, функционери и државниот врв. Така што ние ќе започнеме, ќе се бориме, ќе ги искористиме сите демократски алатки кои што ни стојат на располагање, веќе ги повикувам сите парламентарни партии без разлика дали се од опозиција или власт да дадат поддршка на нова иницијатива, бидејќи нема да даде одговор овој попис ваков како што е за тоа како треба нашата држава да се развива. Тоа е суштината на оваа статистичка операција. Како треба да развиваме нашата држава. Овој попис, ваков како што го подготвуваат, нема да даде одговор на тоа прашање. Колку побрзо ќе го повлечат законот и ќе седнеме да направиме на вистина методологија и процедура, толку подобро. Еве ќе ви кажам, велеа не можат да спроведат со фингерпринт. Денеска прочитав, соседна Албанија, на следните парламентарни избори кои што ќе се одржат во април, веќе во рок од 3 месеци спровела постапка и обезбедила терминали каде што Државната изборна комисија ќе ги спроведе овие следниве парламентарни избори кои што ќе се случат преку овие терминали за отчитување на отисокот на прст за само 3 месеци. Ако не послушаа кога велевме во ноември, во декември, пргнавме веднаш со таа постапка, ние во февруари, март месец ќе ги имавме тие тука и ќе беа истите адаптирани за да можеме да ги користиме за операцијата попис. Но некој тоа не сакаше да го направи. Еве, соседна Албанија им одржа лекција како тоа се прави. Во рок од 3 месеци објавија постапка, истата ја завршија и истата ја имплементираа со реномирана компанија која што ги организираше изборите во Соединетите и беше дел од изборниот циклус во Соединетите Американски држави. Но кај нас таква волја не постои. Овие луѓе не знаат како тоа да го направат. Бидејќи не знаат да испорачуваат, тоа е суштината. Треба човек да знае да испорачува. Овие луѓе не знаат да испорачуваат, освен да се корумпирани и да крадат. Тоа е основното нивно политичко функционирање и да се обидуваат странично, користејќи ги обвинители, суди и така натаму, да притискаат политичари, бизнисмени, новинари и така натаму и така натаму. Тоа е начинот како оваа држава функционира под раководење на Зоран Заев и СДСМ и затоа ќе бидеме 111-тото место, затоа ќе бидеме хибриден режим и затоа ќе бидеме на дното по нивото на странски директни инвестиции. Со овие луѓе оваа држава, нашата Македонија, иднина нема. Ке се доврзам и на вашето прво прашање. Се надевам дека не очекувате дека со сите тие со кои што разговараме и јавно ќе излезат пред да договориме целосно како ќе биде постапката на нарушење на нова влада, да кажат дека да, ние сме тука и ќе бидеме глинени голуби за машинеријата и инструментите на Зоран Заев за притисок, закани, уцени и така натаму. Сигурно не сме ниту ние, ниту тие доволно наивни, да почекаме ќе даде одговор времето кое што е пред нас, наскора, дали јас сум бил во право или пак некој друг бил во право. Иницијативата повторно ја поднесовте спикерот Џафери бидејќи беше Не започнуваме на поинаков начин, а иницијатива ќе поднесе пратеничката група на ВМРО ДПМН.